Во ова издание да се почитува презумцијата на невиност побара обвинителката од специјалното јавно обвинителство Ленче Ристоска. Терористичката организација ФЕТО е закана и за Република Северна Македонија, порача турскиот министер за надворешни работи. Многу реакции по опитот за вклучување на прашањето за државјанството на пописот во САД. Ќе ви кажеме повеќе. Тимот на специјалното јавно обвинителство се огради од својот шеф Катица Јанева по шпекулациите дека таа е инволвирана во криминал и изнуда на 1,5 милион евра од домашен бизнисмен, обвинет во еден од предметите на обвинителството. Специјалното јавно обвинителство и во име на Како што известува нашиот дописник Огнен Чанчаревиќ на денешната пресконференција во просториите на СЈО, обвинителката Ленче Ристеска нагласила дека постапките на поединци не смеат да го доведат во прашање интегритетот на обвинителството. Таа побарала да се почитува презумцијата на невиност и додала дека се отворени за соработка со обвинителството за гонење на организиран криминал. Сакам да потенцирам дека ние стоиме за работата која што сме ја завршиле до сега. Ве уверувам дека сите постапки кои што имаат веќе обвинителни акти и за кои што имаме судења, не се доведени во прашање од причина што и моите колеги и јас може да потврдиме дека нашето постапување во нив било во рамки на законските прописи. По вчерашната оставка на Катица Јанева, таа денеска не се појави на работното место, а вчера по налог на обвинителството за гонење на организиран криминал и беше одземен мобилниот телефон, за да се утврди дали и каква комуникација имала со осомничените за рекет, кои веќе се во притвор. Од опозицијската ВМРО ДПМНЕ побараа притвор за Јанева и предвремени парламентарни избори, додека од ДУИ изразија разочарување. А во САД ново ограничување за барателите на азил. Нова забрана објавена од страна на американските оддели за правда и домашна безбедност им забранува на луѓето да аплицираат за азил во САД ако патуваат преку друга земја каде што е достапен азил пред да стигнат во САД. И за македонската стабилност и безбедност е важно терористичката организација ФЕТО да биде искоренета, порача турскиот министер за надворешни работи. Владимир Мирчевски ги има деталите. Турција пак ги повтори своите очекувања за конкретни мерки против активисти и организации во земјава кои се поврзани со ѓулинистичката организација ФЕТО. Барањата на Анкара ги испорача шефот на дипломатијата само неколку дена откако во турскиот парламент беше ратификуван НАТО протоколот за Северна Македонија. Мевлут Чавушоглу за време на дводневниот престој во Скопје, освен што се сретна со владиниот врв, присуствуваше и на одбележување на 3-годишнината од неуспешниот пуч зад кој според турскиот врв стоел токму у Фетула Ѓулен и неговите структури. Што ако Скопје не одговори на барањата на Анкара? Не сакам да давам хипотетички одговори. Македонија е пријателска земја и не сакаме да се расипат, туку напротив да се зајакнат пријателските односи. Ако можеме да помогнеме, подготвени сме, но нашите очекувања се јасни и сакаме да видиме конкретни чекори. Се заблагодари за како што го нарече искрениот пристап на надлежните и затворањето на весникот Заман Македонија, што според него е еден од првите позитивни чекори. За Чавушоглу, кога се зборува за ФЕТО, треба да се има во предвид и стабилноста и безбедноста на Македонија, и затоа ова организација според него треба да биде искоренета. Владата во Скопје изразува солидарност со Анкара во однос на ова прашање. Во смисло на политичка волја ќе правиме се да помогнеме, имаме извонредна соработка меѓу разузнавачките служби. Овде немаме докрај одврзани раце, бидејќи имаме и домашен и меѓународен правен систем што треба да го следиме. Процедурата за многу од овие лица е во тек. Чавушоглу денеска одговори и на прашање за набавката на руските системи С-400, чекор што ги вознемири Вашингтон и НАТО. Според него, Анкара им предложила на САД формирање заеднички тим што би ги разгледал и решил спорните прашања. Понуда која, како што рече Чавушоглу, Америка е одбила. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Американскиот претседател се повлече од идејата на пописот во САД да биде вклучено прашањето за државјанството, за реакциите од прилогот на Златица Холк. Председателот на САД Доналд Трамп најави дека со извршна одлука им наложува на владините агенции да обезбедат информации до оделот за трговија за статусот на сите луѓе кои живеат во САД. Со денешниот екзекутивен акт ќе осигураме пописот во 2020-та да обезбеди точна бројка колку луѓе живеат во САД, државјани со статус на привремено државјанство или со нелегален статус.
Постои загриженост дека администрацијата на Трамп може да ги искористи податоците за статусот со државјанство со цел да ги пренасочи државните фондови од градовите каде претежно живеат имигранти, кон метрополи кои што воглавно гласаат за републиканци. Информациите може да бидат во корист за републиканската партија, вели Вилијам Фреј. Тоа ќе значи кратење на младата популација, кои што немаат доволна возраст да гласаат. Исто така нема да бидат земени во предвид ниту растите малцинства кои што не се државјани. Корист имаат областите кои што претежно гласаат за републиканската партија, што се повозрасни и главно живеат во рурална Америка. Председателот Трамп и главниот правобранител Вилијам Бар изјавија дека прашањето со државјанството е совршено правно издржано, но целиот правен процес, тоа да се докаже, не може да заврши пред одржувањето на пописот. На денешен ден, 16 јули 1969 година, вселенското летало Аполо 11 го започна своето патување кон месечината, но филмаджиите и многу порано сонувале за вакви подвизи. Пенелопи Пулу има повеќе. Истражувањето на месечината беше тема на 14-минутниот филм A Trip to the Moon од Джордж Мелие во 1902. Филмот бил инспириран од научно-фантастичните новели на Жил Верн. Во 1950-та научно-фантастичниот Destination Moon од Джордж Пел понуди предскажувачка приказна за астронаути кои само што слетале на месечината и останале без гориво. Вистинската за малку избегната ситуација во реалноста на Аполо 11, кога можел да остане без гориво, е дел од триделниот документарец Chasing the Moon. Една година пред мисијата на Аполо 11, популарната култура уште еднаш покажала визија за истражување на непознатото во Вселената. If you think of something like Stanley Kubrick's 2001: A Space Odyssey. Ако го анализирате филмот на Стенли Кјубрик кој се појавил во 1968-та, тој проектирал слетување на месечината кој што денес може да биде дел од секојдневието. И додека периодот на освојувањето на Вселената бил во мртва трка меѓу САД и Советскиот сојуз, советскиот астронаут Јури Гагарин станал првиот човек во Вселената во 1961, а серијалот Војна над звездите во 1961 на Джин Роденбери веќе имал визија за обединета федерација на планети кои работат заедно кон мирољубиво истражување на Вселената. Тоа било визија за еднината за мажи и жени од различни националности, па дури вонземјани кои заедно соработуваат. Децении по Аполо 11 технолошкиот напредок при снимањето им овозможи на студијата да го прилагодат оригиналниот материјал за IMAX во тридимензионална технологија. Соработувајќи со НАСА и Националната архива, режисерот на документарецот на Аполо 11 во IMAX, Тод Даглас Милер, понуди временска капсула за слетувањето на месечината и враќањето на астронаутите. Прикажан е историски материјал на 70 мм лента и 11.000 часови аудио материјал за мисијата. I believe that this nation should commit itself. Филмот за Аполо 11, First Man, е раскажан од перспектива на Нил Армстронг и неговото семејство, при што изобилува и со архивски материјал. Се извинуваме поради техничкиот проблем, тука е завршено. Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Гледајте не утре во истото време.